Меѓународната заедница под будно око ги следи сите случувања, коруптивни афери, скандали во правосудниот систем, незаинтересираноста за реформи. Од нас се бара сериозна посветеност, ако сакаме да одиме напред, но како владата да не ги слуша. Евроамбасадорот, посредбата со председателката на Судски совет Весна Дамева, им порача на членовите на советот да си свртат нова страница и да ги спроведат препораките на оценската мисија. Се разбира дека тие забелешки, таа наша загриженост беше адресирана од страна на Управниот суд со нивната одлука повторно да се врати на низина позиција претходната председателка господја Дамева. Беше многу продуктивен состанок со председателката на Судскиот совет и јас искрено се надевам дека сите членови на Судскиот совет ќе свртат нова страница и сите ќе се обидат да ги реализираат, да ги спроведат препораките од страна на оценската мисија на Европската унија. Всушност зборуваме за компетенции кои што всушност ги имаат членовите на Судскиот совет. Председателката на Судскиот совет пак го информирала евроамбасадорот дека за секоја од препораките во врска со работата на советот ќе бидат донесени соодветни заклучоци на работилницата поддршка на ЕУ за владење на правото, што ќе се одржи следната недела. Гери ја поздравил пресудата на Управниот суд по која Дамева повторно се врати на чело на советот по незиното разрешување во мај минатата година. Сепак судството и натаму останува најдлабока рана. Скандалите во Судскиот совет се најдоа во извештајот на оценската мисија на Европската унија, а таму беше нотирано дека правосудниот систем е во критична состојба и потребна е итна акција. Предходно алармираше и амбасадорот на Холандија. Според него 2 години има постојан пад на владењето на правото, а показател за тоа се политичките влијанија врз многу одлуки на судската власт. Сепак, власта критики не гледа.